Двојни аршини на ЗНМ. Едни новинари се напаѓаат за напишано добро зошто, други пак повикуваа на убиство, а реакција немаше. Првиот случај е новинарот на Алфа Богдан Илиевски, кој објави кратко видео од интервју од друга телевизија, прашувајќи добро зошто. Вториот случај е Бранко Тричковски, кој преку објава на социјалните мрежи директно повика на убиство на Христијан Мицкоски, но за разлика од случајот со Илиевски, таму немаше реакција од ЗНМ. Kill Mitz може би е најдобро Мицковски да се убие за секој случај. Ако ги изневери ВМРО-ните, тоа ќе биде од корист за партијата. Ако не ги изневери, тоа ќе биде од полза за Македонија. Реакција немаше ниту кога Бранко Тричковски си направи приказна дека загинал пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски. Загинал Антонио Милошовски. На автопатот Скопје-Брисел денеска се случи тешка сообраќајна несреќа во која животот го загуби Антонио Милошовски, пратеникот на злото. Македонија е во шок. Телото на починатиот ќе биде изложено во музејот на македонската борба против слободата. Починатиот ќе биде погребан во алијата на говњарите на градските гробишта во Скопје. Пола во македонска земја што толку многу ја сакаше, а пола над земја, како споменик на себе и на своето недело. Во најголем дел од случаите ЗНМ брани едни исти новинари од едни исти медиуми. Во последниве години случаите во кои директно и само Алфа била одбраната може да се избројат на прсти. Во одбрана на нашиот медиум ЗНМ застана кога екипата на Алфа беше попречувана да известува од Мечкин камен во Крушево по повод прославата на Илинден на 2 август 2022. Тогаш власта се правдаше дека сме немале акредитација за настанот, за по 1 час објаснување сепак да не пуштат. Не го знам човекот, не го познавам. Ирена од 10 таму касе. Во одбрана на Алфа застана и кога државниот правобранител реши да не одговара на новинарски прашања, бидејќи не знал дали новинарот на Алфа е воопшто новинар. Станува збор за одговорот на испратените новинарски прашања по електронски пат во контекст на спорните закони за енергетика, кои се во собраниска процедура, каде правобранителството во повратна комуникација кон новинарот поставува сомнежи дали истите се испратени од новинари или не. Таков беше случајот и кога Фатмир Битики реши да избега, бидејќи не му се допаѓаше прашање од нашиот медиум, а потоа и да го одбутне новинарот кој го постави тоа прашање. Овие соопштенија на ЗНМ се изнудени по жестоки реакции од јавноста, но сепак во многу други ситуации кога новинари биле навредувани и напаѓани, а јавноста не реагирала гласно, реакциите од Сдруженијето на новинари изостанале.